Почитувани, РЕК Битола повторно работи со половина блок. Да повториме, половина блок, не половина капацитет. Исклучени се блок 2 и блок 3. Блок 1 работи со половина снага со додавање на огромна количина на мазут. На тој начин, РЕК ја загадува околината, зашто Македонија веќе има негативни поени од енергетската заедница во Виена. Вашите шампионски политики веќе почнаа да ви се одираат од глава. Ова соопштение не е за да глумиме загриженост или политички да поентираме, туку да побараме одговорност од раководството на РЕК Битола. Од истото тоа неспособно раководство, кое не кажа ништо на јавноста за хаваријата на блок 2 пред повеќе од месец дена. Чија е одговорноста за оваа хаварија? Која фирма го правеше капиталниот ремонт? Дали сега истата фирма повторно прави ремонт и како е тоа договорено? Дали во 4 очи, како што милува да работи СДС? Се обраќаме до цела јавност во име на сите вработени во РЕК Битола, како и сите загрижени граѓани за ситуацијата во комбинатот. Последен успех на раководството на РЕК Битола е што најголемиот багер за ископ на јаглен во рудникот Суводол по втор пат во оваа грејна сезона е надвор од функција, поради нестручност на раководниот кадар. Багерот КАУ-300, кој после само 2 недели работење, после санација на претходно штетување, пак е оштетен. Штетата е направена затоа што багерот се носи да копа во распукани блокови јаглен кои се слизнуваат. Со тоа се загрозува безбедноста на работниците и на багерот. Резултат на оваа нестручност е нанесување на големи трошоци на комбинатот. Во рудникот Суводол не се копа квалитетен јаглен, па мора да се употребува мазут. На тој начин се загадува воздухот и се поскапува производството на електрична енергија. Спиралата која ја создаде раководството на РЕК Битола, самонаречените шампионите во енергетиката, нема крај. Не очекувам искрен одговор од лица кои со лаги дошле на власт. Исто така, свесни сме дека нема напредок со вакви кадри во енергетиката. Но, ви ветуваме дека ќе се соочите со политичка, професионална и материјална одговорност за сите испади и штети кои му ги нанесувате на столбот на енергетиката во Македонија. Комбинатот РЕК Битола. За сите дефекти, за намаленото производство на електрична енергија, откако постои комбинатот, и за сите тендери во 4 очи, простување нема да има. Држава без здрава енергетика нема ни здрава економија. Затоа ќе понесете одговорност пред целата македонска јавност. Овој пат простување нема. Ви благодарам на вниманието. Почитувани, имаме едно прашање пристигнато до претседателот на ВНВ-ДПМН. Од Битола пациенти се жалат дека нема реагенси за испитување на дедимери. Каква е состојбата со справувањето со короната во Битола? Почитуван, здравството е во тотален колапс, како во Македонија, така и во Битола. Состојбата во Битола се опишува со еден збор – хаос. Состојбата со растот на ширењето на заразата од ковид е алармантна во Битола. А цела Македонија ги виде состојбите во битолската болница. Ги виде нехуманите услови, ја виде фотографијата каде пациент прима терапија легнат до 2 човечки леша. Но ништо не е променето. Модуларната болница и по половина година се уште не е во функција. Пациентите сега чекаат со денови за испитување на дедимери, затоа што, замислете, нема реагенси. А тие резултати им се неопходни што побрзо да ги добијат за да се почне со навремена терапија. Ова е се, само не здравство. Ова е се, само не и грижа на режимот за здравието. Венко Филипче и одговорните во Битола мора подитно да замине.